Почитувани Делчевчани, добар ден. Овде сме по втор пат или подочно неколку денови подоцна откако за прв пат направивме една кратка репортажа од градска депонија. Тогаш ние како советничка група на ВМРО ДПМН утврдивме дека градска депонија чади и го токсифицира Делчево и околните населени места. За жал во јавноста се појавија сомнежи дека тоа е точно така. Затоа денеска се одлучивме на малку посериозен чекор или поточно овде сме денеска заедно со апарат кој што има за задача да го утврдува амбиенталниот воздух кој што ние секојдневно го дишаме. Сето тоа е како резултат на чадот кој што ние од овде го осеќаме, а се осеќа и во секој еден двор, како во населбите Милково брдо, така и насекаде во Делчево. Овде со нас е апарат кој што освен што има за цел да го измерува метанелот во воздухот, има за цел да го измерува јагарониот моноксид и диоксид и да утврдува колку PM частички има во моментот. Сакам да ви кажам дека во моментот има над 1000 PM частички и од двата вида, или од PM 2,5 и од PM 10 частичките. Овде на апаратот, како што има и една скала, утврдува каков воздух ние секојдневно дишаме. По тоа што сега овде можам да го забележам и од самиот апарат дека ние делчевчани дишаме опасен воздух по здравјето на граѓаните. Поради таа причина, ние како советничка група сакаме да апелираме до надлежните, уште еднаш, или подочно до инспекторот за животна средина, до јавното комунално претпријатие и до градоначалникот на општина Делчево. Да, се позанимаваат малку посериозно со овој сериозен проблем, затоа што делчевчани не се должни поради немарноста и некадарноста на поединци во општината да дишаат опасен воздух по здравјето како на самите нив, така и на нивните семејства. По тоа што го забележуваме и денеска тука, можеме да забележиме една необезбедена депонија во која што слободно граѓани влегуваат и излегуваат. Забележуваме една депонија која што чади и ги поклопува околните села, селото Габрово, селото Звегор, селото Црквенец, селото Полето. Кога сето тоа ни се случува пред нашите очи, како ние дочекуваме дека на нас ќе ни се случи пристапната депонија која што ја ветуваше градоначалникот Горан Трајковски во преизборна кампања. Како да очекуваме дека ќе се решат сите диви депонии во нашата општина? Како да очекуваме дека ќе се реши проблемот со реката Брегалница и како да очекуваме дека ќе се реши конечно целиот хаос кој што ни се случува во нашата општина? И сето тоа е благодарение, ќе повторам уште еднаш, на поединци и поради нивната неспособност и неажурност. Ви благодарам. Воедно, ние го советничка група на ВМРО ДПМН сакаме да увериме дека не сме денес овде за да шириме гол популизам или да собираме политички поени, уште помалку да вршиме притисок и страв кај населението дека дишат опасен воздух. Напротив, овде сме за да апелираме до надлежните, но и да увериме дека ние како советничка група воедина сериозно ќе се занимаваме со решавање на овој проблем. Преку нашите можности, преку нашата советничка група ќе поставуваме постојано советнички прашања, се со цел да добиеме точна и јасна перцепција за се што се случува на градска депонија и нормално, сите надлежни кои што се за градска депонија и да увериме дека после промената на власта или подочно наскоро кога ќе дојде ВМРО ДПМН на власт, дека овој проблем ќе биде решен како и многуте други проблеми на граѓаните.